Царинската управа ја поставивме во центарот на институционалната борба против организираниот криминал. Уведовме модел на работа кој се заснова на анализи на ризик, предистражни действија и координирани операции со други органи на прогонот. Само во изминатата година, како резултат на овие реформи, поднесовме 181 кривична пријава, со што значително ја зголемивме ефикасноста во справување со организирани мрежи. Контролата веќе не е само гранична функција, таа е интелигентен процес. Преку најсовремени системи за видеонадзор и автоматска идентификација на регистарски таблички, воспоставивме една од најнапредните технолошки платформи во регионот. Ова представува нова ера во превенцијата и детекцијата на прекограничниот криминал. Со голема посветеност за тимот на имплементација го пуштивме во употреба новиот компјутеризиран транзитни систем фаза 5, со што овозможивме непрекинатост на транзитните постапки во заедничката транзитна конвенција на Европската унија. Во текот на месец август во продукција ќе ставиме два стратешки проекта: анализа на ризик и податочен склад. Понатамошната дигитализација на царинското работење и усогласување на системите на ЕУ е дел од нашите заложби за побрза интеграција во единствениот пазар на ЕУ, при што целта е создавање целосно дигитално царинско работење во секој сегмент и поголема сигурност на стоките што влегуваат и излегуваат од државата. Во изминатата година интензивно работевме на подготовка на новиот царински закон. Насред верзијата е подготвена и во наредниот период ќе оди во владина процедура. Со носење на овој нов царински закон се прилагодуваме кон царинското законодавство на Европска унија, ги олеснуваме царинските постапки и ги дигитализираме царинските процеси. Исто така во правец на олеснување на бизнес заедницата работиме на измена на законот за застапување. Во секторот за царински систем работевме многу и на интерни процедури кои што ќе придонесат за дополнително олеснување при сите издавања на лиценци, дозволи и одобренија. Во моментов работиме на имплементација на проекти во вкупна инвестициска вредност од 24,4 милиони евра, обезбедени од фондови на Европската унија, Светска банка, Република Кореја и од нашиот државен буџет. Меѓутоа се и IT системи согласно барањата на ЕУ, проект за паметни граници, реконструкција на граничните премини Делчево, Девебајр, Ќафасан, возобновување на граничниот премин Маркова нога и на воспоставување на нов граничен премин Клепало. Посебен фокус ни е градење на меѓуинституционалната, регионалната и меѓународната соработка, за што добиваме поддршка од нашите меѓународни партнери. Оваа соработка никогаш не била на повисоко ниво и продолжува да се зајакнува. За само една година во рамките на Царинарница Скопје наплативме приходи во износ од 55 милиарди денари или дополнителни 4,5 милиарди денари повеќе од годината претходно. Тоа значи дека Царинарница Скопје има обезбедено над 72 милиони евра повеќе за граѓаните, пари кои што порано исчезнуваа поради неефикасност. На меѓународниот аеродром Скопје запленивме златен накит во вредност од повеќе од половина милион евра, а на истата царинска испостава имаме запленето 1523 штеки цигари. На граничниот премин Блаце запленивме опојна дрога марихуана во количина од 36,4 килограми, што представува откривање на сериозен криминал и заштита на животот и здравјето на граѓаните. Тоа што порано значеше пропуштена можност или затворени очи, денес значи откриен прекршок, запленета стока и наплатени приходи. Во Царинарница Куманово за една година бројот на случаи на заплени бележи раст од 400%, а наплатата на приходи е зголемена за 11%, што представува јасен показател за засилените откривачки активности и зголемената контрола. Конечно,
во составувањето на системот One Stop Shop на граничниот премин Табанов се Прешево значително ќе придонесе побрз и поефикасен проток на патници и стока. Овој интегриран пристап е особено значаен во летната сезона, кога сообраќајот на границите е интензивиран. Во изминатата година Царинарница Гевгелија воспостави целосна контрола на граничните премини и покрај тоа направи пресврт во борбата против шверцот, криминалот и царинските прекршоци. Ако во претходниот период имало само 45 царински прекршоци, во минатата година Царинарница Гевгелија откри 151 царински прекршок. Запленивме 188 килограми марихуана, 23 килограми сребро, 1345 штеки цигари без бандероли. Царинарница Гевгелија денес е символ на тоа како изгледа вистинската борба против криминалот и сивата економија. И овој тренд ќе продолжи. Во Царинарница Штип за само една година постигнавме значителен напредок во напредување односите со бизнис заедницата. Она што порано беше однос базиран на недоверба и бирократски пречки, денес е однос базиран на партнерство. Најголемите производствени компании во Источна Македонија, во Царинската управа препознаа партнер врз основа на кој темелат односи базирани на царински постапки кои овозможија поедноставување и забрзување на увозно-извозните активности. Еднаквиот и фер пристап кон сите економски оператори поттикна зголемена економска активност во овој регион, што резултираше со раст на приходите во Царинарница Битола за 14% за само една година. Изразено во бројки, тоа е 1.137 милиони денари, односно 18,5 милиони евра. Најголемиот раст е изразен кај акцизите со цели 63%. Истовремено, бројот на записници за царински прекршоци двојно го зголемивме во однос на претходната година. Една година интензивна и посветена работа на сите нивоа ја издигнаа Царинската управа во институција препознаена на национално и меѓународно ниво како институција која испорачува резултати во интерес на државата и граѓаните. Сето тоа е показател дека тимската работа води кон успех. Со ефикасно и одговорно спроведување на законите, бележиме пораст на наплатата на приходи. Во овој период од една година, од јули 2024 заклучно со јуни 2025 година, наплатени се 2 милијарди и 76 милиони евра од ДДВ при увоз, царина, данокот на моторни возила, акциза и други надоместоци, со исклучителен раст на приходите од 104,7 милиони евра, односно 5,3% повеќе споредбено со истиот период претходно. Вложуваме во нашата иднина како одржлива и стабилна институција. Посебен фокус е градењето на капацитети, база на знаење и трајни вредности преку соодветни квалитетни специјализирани обуки завработени со високо ниво на интегритет. Насочени сме и кон подмладување на службата со нови кадри, со кои преку соодветно менторство и стекнување на искуство ќе обезбедиме долгорочно и континуирано подобрување на резултатите во сите области од нашата надлежност. Со уште поголема динамика на работа продолжуваме и во иднина, бидејќи царината е клучен играч во заштитата на националните интереси, одржување на стабилни приходи во државниот буџет, безбедноста на границите, но и заштита на животот и здравјето на граѓаните на Република Македонија.